Почитувани, добар ден. Започнуваат вестите на Канал 8. За 2 години во Окочани запишани 100 правачиња помалку. 243 е бројката на досега запишани правачиња за учебната 2017-2018 година. Уписите завршија до 31 мај, но незапишаните деца, кои што се надвор од државата, можат да се запишуваат и до почетокот на учебната година. Кочанските училишта очекуваат бројката да се зголеми со оглед на тоа дека се регистрирани 270 родени деца. Ланската година 330, полани 370, годинава во Кочани имаме за 100 правачиња помалку, односно 270 деца кои што треба да тргнат во прво оделение. Од година во година почна драстично да се намалува бројката на новородени деца, а со тоа и на правачиња. Уписот на правачињата е до 31 мај, но може да се запишуваат и до почетокот на учебната година. Поголемиот дел од предвидените 270 деца за учебната 2017-2018 година веќе се запишаа, односно 243, но остануваат се уште незапишани деца во основното образование. По училишта состојбата за сега не е на завидно ниво. Во основното училиште Никола Карев досега се запишале само 25 деца. Во основното училиште Раде Кратовче 47, во Малина Попиванова 49, во основното училиште Крсте Петков Мисирков во Оризари 27 и во основното училиште Свети Кирил и Методи најголем број правачиња, односно 95. Директорите на училиштата очекуваат дека до почетокот на годината бројката на запишани правачиња ќе се зголеми. Во основното училиште Малина Попиванова, согласно одредбите од Законот за основно образование кои се однесуваат за упис на учениците во прво оделение за учебно 2017-2018 година, од 67 училишни обврзници се запишени 49 и имаме најава од 5 ученика, односно од 5 родители, односно старатели, дека уписот ќе го извршат во подоцниот период. Останатите ученици, дел од нив родители или нивни старатели, представници од семејствата, има дадено изјава дека учениците се наоѓаат во странство, но дека до 1 септември има шанси да дојдат и да ги запишат учениците во прво оделение. После овој датум, 31 училишните педагози, односно комисиите за упис на учениците во прво оделение учебно 2017-2018 комуницираат меѓу себе по писмен пат и се прави анализа некој ученик кој е по реализацијата обврзник во, например, во Малина Попиванова да не е запишен во некој друго училиште или обратно и после некој краток период ќе се направи пресек кои училишни обврзници се немаат јавено за упис со потребните документи. Инаку состојбата со бројката на правачиња во Кочани варира од година во година. До 2015 имаше мал тренд на зголемување, а во последните 3 континуирано опаѓа. Близу 25.000 евра планира да потроши општина Кочани од сопствениот буџет за планираната реконструкција на електричната инсталација во општинската зграда. Јавниот повик за изведувач на градежните работи веќе заврши, а се планира новата инсталација да биде поставена заедно со поправката на кровот и фасадата на зградата. Нето сума од 1.520.000 денари планира да потроши општина Кочани за реконструкција на електричната и другата инсталација во својата административна зграда. Според техничката спецификација, се планира со реконструкцијата да се постави целосно нова кабелска инсталација во должина од околу 2700 метри, со што ќе се осигура побезбедно снабдување со електрична енергија. Освен тоа, треба да се променат и постојната телефонска и мрежна компјутерска инсталација со поставување нови жичени водови во должина од по 1400 метри. Дополнително со реконструкцијата ќе се променат алармната и противпожарната инсталација, како и паничното осветлување, а треба да се постави и нова мрежа за видеонадзорот. Локалната самоуправа на Кочани со предвидените работи презема обврска и за промена на громобранската инсталација, како и изведба на целосно ново електрично заземјување. Постапката за инвестицијата е веќе започната, откако беше објавен повикот за избор на изведувач на работите, а по завршувањето на рокот за пријавување на заинтересираните фирми се очекува да се потпише договорот и да започне неговото исполнување. Замената на електричната инсталација се спроведува истовремено со почетокот на проектот Зелени згради за заедничка зелена иднина, финансиран од програмата за прекугранична соработка со Република Бугарија.
Со овој проект треба да се подобри топлинската заштита на зградата на општината, односно да се промени нејзината енергетска класа од Д во Б. Македонските граѓани во Германија кои покренаа петиција за признавање на возачките дозволи издадени во Република Македонија, добија продолжен рок до кога треба да ги соберат неопходните потписи. Со оглед на законските рокови, сега им преостанува уште околу 1 месец да ја завршат иницијативата за која треба да соберат 50.000 потписи. Граѓаните од Македонија кои живеат и работат во Германија се уште не го решија проблемот со признавањето на македонските возачки дозволи, поради што не се во можност да управуваат со возило подолго од 6 месеци. Како што веќе информиравме, во почетокот на минатиот месец тие организираа петиција за собирање на 50.000 потписи, со што ќе може да се влие врз Германското сојузно министерство за сообраќај. Подршка за иницијативата побараа од сите македонски граѓани, без разлика дали живеат во Македонија или во странство. Со оглед што во предвидениот рок од 40 дена, иницијаторите на петицијата не собраа доволен број на потписи. Тие го обновиле барањето. Од германските власти добиле рок од уште 40 дена, односно до крајот на јуни да ја комплетираат постапката и уредно собраните потписи да ги достават на разгледување. Според законските прописи, по пријавувањето на адреса на живење во Германија во рок од 5 месеци истекува важноста на македонската возачка дозвола, а истото важи и за оние наши сограѓани кои македонските ги замениле со возачки од другите земји на Европската унија. Иницијаторите на петицијата ги повикуваат сите граѓани, без разлика дали се засегнати или не со проблемот, да помогнат за собирање на што повеќе потписи. Во првиот рок имало голем одзив и интерес, но сепак тоа не било доволно да се исполни квотата од 50.000 потписи. Поддршката се дава на линкот од интернет страницата објавен на екранот. При тоа лицето кое дава поддршка треба да остави име, презиме, адреса и земја од која што се подпишува. Со оглед што македонските возачки дозволи не се признаени во Германија, нашите сограѓани се принудени да го полагаат возачкиот испит од почеток, а тоа чини околу 2000 евра. Носителите на иницијативата сметаат дека со низиното успешно завршување ќе имаат аргументи да побараат од германските власти да забрзаат процедурата што трае со години. Во Средното општинско училиште Гошовеќе Антиев е отворен кабинет по роботика, донација од Ротари клубот Кочани Виница. Опремувањето на кабинетот ќе овозможи посовремена настава по повеќе предмети во електротехничката и металската струка. Во Средното општинско училиште Гошовеќе Антиев во присуство на представници од бизнис секторот од општините Кочани и Виница, професори и ученици, беше предаден во употреба новиот кабинет по роботика, дониран од страна на Ротари клубот Кочани Виница. Опремувањето на кабинетот по роботика ќе биде од корист не само на учениците, туку и на професорите по техничко образование од двете општини. Влогот во образованието и во децата, во учениците, значи секој пат се покажува како најдобра инвестиција. Би сакал во оваа прилика посебно да им се заблагодарам на нашите членови Александар Санев и Владко Димитровски, кои што многу помогнаа да се овој проект оствари. Исто така би сакал да им се заблагодарам и на професорите по техничко од ова школа, кои што исто така се заангажираа и овозможија овој проект да се оствари, и на крајот на фирмата Легама кој што ги донесе овие роботи, овие сетови, значи со роботи, и денес ги имаме и се спремни за користење. Кабинетот по роботика е повеќе од потребен во ова училиште, рече директорот Димче Сребренов, и додаде дека оваа технологија ќе значи многу за обука на учениците и професорите. Друго што планираме е да формираме и секција за учениците кои сакаат да го продлабочат знаењето, значи дополнително после часовите да можат да видат на располагање овие роботи, за тоа што имат неограничени можности на комбинации и на различна употреба на истите. И последното што го планираме, врски со бизнис секторот, со компаниите, да почнат да размислуват во делот, ако веќе почнеме да образуваме кадар во овој дел, да размислат некои од процесите во нивните фирми, да можат да се заменат, да се автоматизират со роботи или манипулатори,
овде да искористиме таа можност да направиме таа спона помеѓу образованието и фирмите. Значи, со помош на овие кадри кои ние ќе ги обучиме утре да размислуват да заменат некои од процесите со некоја роботска рака, манипулатор, на тој начин да се олесни и автоматизира работите и во фирмите. На крајот на краиштата, училиштата се создадени, посебно нашето како што е техничко, за таква соработка и за испомош на фирмите, за да може да имаме обострана корист и тие и ние. Во предстојната учебна година ќе бидат обучени ученици кои ќе учествуваат на Балканскиот шампионат по роботика што се одржува во Словенија. Во кабинетот за роботика е инсталирана опрема од словенечката компанија Legama, чии инструктори извршија обука на наставниот кадар во училиштето. Во градскиот парк во Кочани се одржа општинскиот надпревар по прва помош во организација на Црвен крст на Република Македонија, општинска организација Кочани. Учениците кои што се надпреваруваа ги покажаа стекнатите знаења и техники за укажување прва помош. Најдобрата екипа ќе учествува на државниот надпревар што во септември ќе се одржи во Скопје, а победници се учениците од средното училиште Лјупчо Сантов. Општински надпревар по прва помош се одржа во паркот во Кочани. Учествуваа 9 екипи од основните и средните училишта на територијата што ја покрива општинската организација на Црвениот крст и ги покажуваат своите знаења и вештини во укажувањето на техники на давање прва помош. Самите екипи се поделени во две групи, се надпреваруваат во група младинци и во група подмлаткари. Општинскиот надпревар е организиран на 5 пункта, каде што на еден пункт всушност самите екипи ги укажуваат своите знаења и вештини за прва помош. Другиот пункт е дисеминација, каде што учат информации за Црвениот крст и има 3 пункта од забавен карактер. Целта на овој надпревар е самите младинци да се запознат поблиску со првата помош, да ги дознаат основните техники за укажување на прва помош, се со цел да имаме поедуцирана младина која може всушност да реагира во наредни итни медицински ситуации. И оваа година на општинскиот надпревар се применуваа критериуми и стандарди кои се спроведуваат при одржување на европските надпревари по прва помош. Ваквите надпревари се од особена важност бидејќи правилното укажување прва помош значи спасување човечки живот. Најдобрата екипа ќе учествува на државниот надпревар што во септември ќе се одржи во Скопје. Две представи и промоција на книга на вториот ден од одржувањето на Драмскиот аматерски фестивал во Кочани. Настапија аматерите од Прилеп, Куманово и Скопје. Две театарски представи беа изведени на вториот ден од одржувањето на 53-тото издание на Драмскиот аматерски фестивал во Кочани. Првата со аматерите од драмската група од Куманово, кои на сцената на Центарот за култура Бели Мугри ја донесоа представата Ништо без Трифолио од Русомир Богдановски, а во режија на Стоје Додевски. Во ноќниот термин настапија членовите на Младинскиот образовен форум од Скопје со нивниот театар која изведе представата и илустрации за тоа како идејата го запрепастува човекот кој не е спремен за тоа, во режија на Наталија Теодосиева и Јаков Спасов. Во терминот за детски представи беше изведена представата Ние врпчињата од бугарскиот автор Јордан Радичков во продукција на театарската група Заедно можеме подобро, која сочинуваат ученици од основните училишта од Прилеп и Житоше. Во рамките на придружните манифестации на годинешниот Драмски аматерски фестивал во Кочани беше промовирана и книгата Шекспир меѓу македонците од Триполи до Скопје, по трагите на преводот во ракопис од 1908 година на венецијанскиот трговец во превод на Тодор Лазаров. Овој ракопис е од особена важност за нашата култура затоа што представува прв превод на драмско дело од импозантниот опус на Вилијам Шекспир што го има направено еден македонец пред повеќе од 1 век. Со други зборови, Тодор Лазаров, според нашите досегашни сознанија, е првиот преведувач од нашето поднебје на гениалниот драматург Шекспир. Тодор Лазаров Хаджи Димитриев е интересна и комплексна историска личност, роден 1869 година во Штип. Со основно образование се стекнал во родниот град, а гимназија завршил во Солун.
Во Штипскиот комитет на Македонската револуционерна организација се вклучил од основањето во 1894 година и бил близок соработник на Даме Груев и Гоце Делчев. Мене ми е мило што ова, како да кажам, случајно го откривме, барајки преводи на венецијанскиот трговец, а од друга страна би сакала да апелирам на сите научни истражувачи, љубители на пишаниот збор и така натаму, да истражуваат по библиотеките, затоа што работата на библиотекарите е да го забележат она што го имаат во фондот, да дадат колку што е можно повеќе податоци, според тие библиотечни стандарди и правила, меѓутоа вистинските откритија ги прават луѓето кои што истражуваат по тие фондови. Овој ракопис конкретно, во библиотеката е донесен 60-тите години од потомци, од семејството на Тодор Лазаров од Штип. И тоа е вистинската работа што можело семејството да ја направи, за еден ваков важен ракопис, да го предаде таму кај што се чува, каде што е заштитено и еве после толку години, е откриено ова. Делото е во многу добра состојба, пишувано е во ракопис, во еден убав курзив, можете и сами да видите, и е многу читко. На третиот фестивалски ден настапуваат аматерите од село Иванковци, Велес, со представата Алиса во земјата на чудата, во режија на Наташа Бризовска-Богоевска. Потоа од Средното училиште Никола Карев од Струмица со представата Бомбите во салонот Бумс, во режија на Кире Ѓоргиев, и членовите на драмското студио од Стара Пазова, Република Србија, со представата Вечера на будалите, во режија на Александер Бако. Клубот за планинарски спортови Москито од Кучани во соработка со колегите од клубот Љуботено Тетово учествуваше во традиционалното искачување на Шар планина. Во рамки на турата тие го освоија нејзиниот највисок врв Голем Турчин или познат како Титов врв, со височина од 2747 метри. Членовите на клубот за планинарски спортови Москито од Кочани беа дел од групата од 828 планинари и планинарки кои се искачија на највисокиот врв на Шар планина, Титов врв. На 36-тиот традиционален планинарски марш учествуваат 37 планинарски друштва од 4 земји, а нашиот клуб го представуваа 5 планинари. Учесниците во турата уживаа во природните убавини на нашиот планински бисер и докажаа дека дури и непредвидливите временски услови не можат да ги спречат во намерата. Придружувани од магла и снег, за околу 4 часа повеќето учесници поминаа 14 километри во еден правец и се најдоа на надморска височина од 2748 метри, каде направија заеднички фотографии пред планинарската кула на Титов врв. Покрај големиот број спонзори, како покровител на настанот, се јави и Канцеларијата на Европската унија во Скопје, која и на овој начин го одбележат Денот на Европа, а меѓу планинарите беа и евроамбасадорот Жбогар, како и амбасадорите на Холандија и Унгарија. Мотото на овогодишната планинарска тура беше планинскиот цвет и пластичниот смет не одат заедно, да ја зачуваме животната средина за поздрава иднина. Во рамки на планинарскиот марш беше организирана и изложба на фотографии и промотивни видеа за Шар планина, како и планинарска дружба и забава. Освен искачувањето на Титов врв, планинарите од клубот за планинарски спортови Москито од Кочани и нивните колеги имаа и полесна тура до Јелачки врв на надморска височина од 1900 метри, за што временските услови беа многу поповолни. Следува информацијата од спортот. Младите членови на клубот за гимнастички спортови од Кучани освоија 2 медали на државното првенство на Македонија што се одржа во Битола. Во женска конкуренција освоени се 1 прво во поединечно и 1 трето место во екипно рангирање. Младите гимнастичарки од Кочани забележаа просечен успех на првиот надпревар од државното првенство во А и Б лигата за девојчиња, што се одржа во Битола. Од вкупно 11 гимнастичарки, колку што го представуваа клубот за гимнастички спортови Кочани, нашите девојчиња се вратија со 1 прво и 1 трето место, што е далеку под нивните можности и постигањата во изминатите години.
Прво место во категоријата јуниорки освои Јана Николова, која беше далеку подобра од своите конкурентки и заслужено се закити со златен медал. Успехот што го постигна таа беше причина да го добие и признанието најдобра гимнастичарка во 2016 во меѓународна конкуренција. Нејзините клубски другарки остварија просечни резултати, што не беше доволно за повисок пласман и освојување на некои од медалите. Екипно, клубот за гимнастички спортови го освои третото место во конкуренција на постари пионерки во Б лигата. Постигнатиот просечен успех на државното првенство за нашиот гимнастички клуб се оправдува со смената на генерацијата, односно од годинава влегоа нови гимнастичарки кои немаат поголемо искуство, па учеството на надпреворот во Битола им беше прв позначаен настап. Се очекува во наредниот период со поангажирана работа на тренинзите, тие да ја постигнат потребната форма и да ја потврдат долгогодишната традиција и успесите на кочанската гимнастика. Почитувани, временската прогноза беше последната информација во ова издание на вестите. Останете со нашата програма. Информациите ги имате и на нашата веб страница kanal8.mk. Довидување.